Тешко е да се дофатат звездите, особено за оние што немаат свое небо, туку летаат во изрентани облаци, чии газди се трудат со ладнот седено да ги замастат, очекувајќи од нив да слее дожд, од кој сите ќе бидат замачкани. Но пилотите им материраат, уште и пред да полетаат. Во неколку наврати вие јасно кажавте дека очекувате победа на наредните избори, ви верувам. Но, еве, доколку Таа верба ја губи смислата кога наместо рационалност оние од кои тоа се очекуваат дополнително се звездосуваат, па не газејќи на земја, кон јавноста се однесуваат со подсмев, но и со неочекуван прекор, кој ниту звучи забавно како што изгледа, ниту духовито како што се представува, туку грдо и невкусно. Добивте покана за дуел на Алфа телевизија со лидерот на опозицијата на 12 март. Дали можете да ни кажете дали ја прифаќате поканата или не? Да, прифатиме ли поканата на Алфа телевизија? Не ја прифаќаме. Не ја прифаќаме на Алфа телевизија. Ке видите зошто. Луѓето викат, не, јас не. Собраните аплаузи не значат ништо, има третман на неуспешни звезди, исти какви што низ настапите на пасионираните контраши, се и неточно поистоветените планети со акцентираните небески тела. Композицијата со ритамот на постојана зајадливост само дополнително придонесува за впечатокот за таков третман. Па не знам на кои звезди, мислел господин Жбогар, не сум астролог, не гледам движењата на Сатурн и Јупитер, од друга страна можеби е на звездите на Шекспир, дека вината не е во звездите, туку е во нас, драг Бруте Жбогар. Глумата со која шекспировски се испишува македонската драма најдобро се отсликува во биполарната улога која игра претендентот за мандатар. Иако редовно укажува дека прави се за македонското сонце да стане нова звезда на европското небо, сепак фрла сенка, меѓу редови укажувајќи дека не би сакал тоа да почне да изгрева напролет. И кога како човек го слушам она трас се договорив, или овој знае, тој знае, или па оно рекетирање кое што е поврзано со една веќе поранешна телевизија, верувајте ми, не можам да седам мирен и да речам дека тоа е така. Па како сака нека извешта. Во таква констелација континуирано се користи една згасната звезда, на чија лажна представа многумина се изгореле, ама латентно се заборава учеството о поставки, кои предолго биле дел од редовната програма на уште една од звездите, која толку долго сјаеше на небото над Македонија. Кој се сликаше со... Затоа што... Па и вие сте се сликале со Груевски, па не сте криминалец, валјда, така? Па пола влада му дајаше него на... Па и Мицковски имаше... Ради ова... Врска телевизијска се вклучи со преку линк да му честита за телевизијата, ако толку ти е битно. Значи, ако си се сликал со криминалец, криминалец си ти? Ве прашувам се. Не сте валјда. И на крајот за уште една, која само што исчезна од единственото созвездие во кое ултимативно бараше да блесне. Единствена Македонија ја бара првата шанса на изборите. Тоа може да биде и последната шанса за Македонија. Овие избори се вистинска шанса, ама за ослободување на Македонија од умислени политички звезди. Прва, но веројатно не и последна.